Почитувани гледачи, следува магазин Здравје. Јас сум Александар Динев, ви благодарам за вниманието. Месец април е посветен за подигнување на свеста за оралниот карцином. Токму и ова е наша денешна тема, а мои гости и соговорници во студиото се професор доктор Кристина Митик, професор на катедрата за болести на уста и пародонтот на Стоматолошкиот факултет Скопје при УКИМ и асистент доктор Бојан Поповски, исто така од катедрата за болести на уста и пародонтот при Стоматолошкиот факултет Скопје. Професор Митик и доктор Бојан, добар ден, ви благодарам што одвоивте време и што сте дел од денешното издание на магазин Здравје да проговориме јавно за една состојба и да слушнат граѓаните за нешто што вие со години наназад се трудите да ја подигнете свеста. Добар ден. Ви благодарам за поканата и за можноста да ги запознаеме гледачите со основните факти на оралниот карцином. Со оглед на тоа дека април месец е месец на оралниот карцином, тоа е сепак еден месец во кој што сакаме да го охрабриме населението да го проверат своето орално здравје и воедно да закажат прегледи за испитување на оралната слузокожа за откривање на орален карцином, познат како орален скрининг. Да, тоа ќе го објасниме малку подолу во текот на разговорот како може да се закажат прегледи кај вас при Стоматолошкиот факултет Скопје. На почеток еден вовет околу целата тема, значи колку е чест професорка оралниот карцином во светски рамки, а подоцна ќе проговориме и за кај нас. Ракот на устата е најчест 8 карцином во светски рамки. Скоро 90% од оралниот карцином припаѓа на типот на планоцелуларен карцином и потекнува од плочистите епителни клетки кои што ја обложуваат устната празнина. 5-годишната стапка на преживување во последните 3 децении значително е подобрена. Меѓутоа, сепак, останува во рамки на 50 до 60%, што е релативно ниско во однос на останатите карциноми, кое се должи најчесто на доцното откривање. Исто така, за жал, половина од случаите кои што се диагностицирани ги откриваме во доцниот стадиум, во 3-та и во 4-та фаза. И шансите за третирање и лекување се многу помали. Така, терапијата е комплексна, значи не е локална, бидејќи веќе доаѓа до зафатеност на регионалните лимфни јазли. Па од тука оралниот карцином представува значаен јавноздравствен проблем. Не само поради големата смртност, туку и поради губење на важни функции за една индивидуа, меѓутоа и секако представува финансиски и социолошки потешкоти. И на самиот здравствен систем, но и на самиот пациент. Доктор Поповски, какви се податоците во Македонија, епидемиолошките податоци за оралниот карцином? Колку случаи годишно се диагностицираат, односно откриваат кај нас? Најпрво добар ден и од мене и ви благодарам што ме поканивте да бидам дел од вашата емисија. Пред да почнам да зборувам за епидемиолошката ситуација во нашата земја за оралниот карцином, најпрво би сакал да се заблагодарам на нашите колеги од Институтот за јавно здравје, без кои што воопшто не би ги имале овие податоци. Во периодот од 2012 до 2021 година регистрирани се 1337 нови случаи на орален и на орофарингеален карцином, од кои што 50% отпаѓаат на самиот орален карцином. Со тоа што станува збор за малигни промени кои што се локализирани на устните, на образите, на гингивата која што за народот е попозната како непце, на палатумот кој што го представува кровот на устната празнина, на јазикот, на потот на устната празнина и други неспецифични локации во самиот орален медиум. Во периодот од 2012 година до 2021 година исто така животот го загубиле околу 700 индивидуи како резултат на орален и орофарингеален карцином, од кои што повторно околу 50% отпаѓаат на самиот орален карцином. Како најфреквентен во нашата земја би го истакнал карциномот на устните со во периодот од 2012 до 2021 година регистрирани околу 292
нови случаи и би ги искористил овие податоци, значи станува збор ново настанатите, односно новите регистрирани случаи и смртните исходи, станува збор за 1000 индивидуи, со што со време, на времена диагноза, односно на времено детектирање, би можеле 1000 животи да бидат спасени. Тука ќе ги поканеме и нашите гледачи почитувани, доколку имате прашање за денешната тема орален карцином, односно рак на устата, може слободно да се јавите прашањето да го поставите на добро познатиот телефон 02-3116-566. Мои денешни гости и соговорници се од Стоматолошкиот факултет Скопје при УКИМ, професор Кристина Митик и асистент доктор Бојан Поповски. Доктор Поповски, ќе продолжиме со вас. Споменавте дека на временото детектирање е многу важно, исто така и професорката напомена дека колку порано се открие, толку поголеми се шансите за преживување и за сам третман. Како може да се детектираат оние промени и лезии кои ги споменавте? Пред да зборуваме за тоа како може да се детектираат овие лезии, многу е позначајно да знаеме како се појавува оралниот карцином во устната празнина. Значи, оралниот карцином може да се развие самостојно, меѓутоа и може да се развие како резултат на малигна трансформација на премалигните лезии. Премалигните лезии исто така се нарекуваат и орални потенцијално малигни нарушувања или пореметувања и станува збор за група на заболувања кои што се карактеризираат со отстапување од нормалната морфологија на оралната слузокожа и имаат можност малигно да се трансформираат. Оваа стапка на малигна трансформација изнесува од 6% до 36%, меѓутоа, за жал, не можеме да знаеме кај кои пациенти, која лезија, за колку време малигно ќе се трансформира. Во глобала, и премалигните лезии и раните форми на оралниот карцином се асимптоматски, што значи дека пациентите не чувствуваат болка и воопшто не се свесни дека имаат такви промени во својата устна празнина. И токму истите се детектираат сосема случајно за време на клинички преглед. И тоа е една од причините зошто оралниот карцином обично е затегнат во неговите подоцнежни фази, кога покажува некаква симптоматологија и во таков случај тој е и проширен на регионалните лимфни јазви. Меѓутоа, за среќа, оралната средина е многу погодна за клинички преглед. Се што треба да се направи за да се детектираат овие лезии е еден темелен клинички преглед. Клиничкиот преглед се состои од инспекција, односно внимателно наблюдување, и палпација, односно опипување на меките орални ткива, меѓутоа и на регионалните лимфни јазви. Самиот клинички преглед е навистина брз, кратко трае. 3 до 5 минути и во споредба со други регии од човековиот организам станува збор за еден неинвазивен преглед. Тоа што треба да го направи самиот терапевт е да ги препознае, односно рано да ги препознае. Дури матичниот стоматолог може да го направи тоа? Да, дури матичните стоматолози треба да го направат тоа. Целта е да се детектираат најмалите промени, односно најмалите отстапувања од нормалната морфологија во оралната празнина. И многу би било поедноставно доколку се посвети внимание и на оралната слузокожа, а не само на забите како причина за болка. Меѓутоа, за жал, ваквите превентивни прегледи многу ретко се применуваат, односно овие прегледи се применуваат оној пат кога пациентите ќе покажат некаква субјективна симптоматологија, што кажавме дека веќе би било и доцна доколку се случи тоа. И исто така, за жал, популацијата не е доволно информирана за значењето на овие рани прегледи, меѓутоа и на значењето на навременото третирање на оралните премалигни лезии и раните форми на оралниот карцином. Професор Митик, кои промени всушност можат да бидат сомнителни и да укажат дека се работи за орален карцином? Па вака, најчесто тоа се налепи или плаки кои имаат црвена боја, бела боја, меѓутоа кај овие промени со бела боја особено е важно, значи да нагласам промени кои не се отстрануваат со газичка, потоа мешани. Да, ни подготвивте и видеоматеријали да одат веќе во позадина. Мешани, црвени и бели промени, значи. Црвените промени притоа секогаш има, да речам, поголем потенцијал за малигна трансформација. Секако дека тука спаѓаат и ранички или дефекти во епителот, како еден дисконтинуитет на самиот, да речам, епител, и особено морам да нагласам кога овие промени се локализирани на високоризични места, како што се ивиците на јазикот, долната страна на јазикот, подот на устната празнина и задниот дел на устната празнина и грлото. Всушност, секое отстапување... Тоа се најчестите места каде што може да се јави орален карцином? Тоа не се најчестите места,
места, меѓутоа се најнепогодни места во смисол на тоа дека една бела промена, значи доколку се јави на подот на устната празнина, во однос на нејзино појавување, да речеме, на образната слозокожа, ќе има многу поголем потенцијал малигно да се трансформира во однос нели на оваа промена иста бела која што се наоѓа на образна слозокожа. Значи ова се високоризични места и кога веќе имаме промени на овие места, имаме и еден друг протокол за следење на самите пациенти. Би сакала да нагласам дека секоја промена, исто така, во смисол на раничка или дефект, која што перзистира во устната празнина и по 2 недели од отстранување на локални иритирачки фактори или соодветна терапија, веќе значи треба да биде предмет за понатамошно испитување, односно за праќање на пациентот кај специјалист по орална медицина. Така да секој отстапување во бојата, во површинската структура, во мобилноста и во големината на било која орална структура треба да биде сомнителен знак или да побуди сомневање кај стоматологот за испитување. Прегледот за кој што зборуваше мојот колега, морам да нагласам дека нема диагностичко значење. Значи, тој има за цел само да ги детектира овие отстапувања, да, кои потоа веќе понатаму треба да подложат на понатамошна диагностичка постапка. Меѓутоа, сепак да не ги исплашиме и премногу гледачите, би сакала да кажам дека не значи дека секоја бела или црвена промена или некоја рана во устата веќе асоцира или би била премалигна или малигна промена. За среќа, голем број од промените, би рекла, во устната празнина имаат травматска природа по својот карактер и значи немаат потенцијал за малигна трансформација. Да, се гризнуваме за јазик или знаеме механички и најчесто ги гледаме во нашата така секојдневна пракса. Би сакала да се надоврзам и да кажам дека симптоми од типот на задебелување на вратот, крварење, болка, тешкоти при голтање, болки во увото, протеза која не налегнува добро на алвеоларниот гребен, се повеќе симптоматологии кои што се асоцирани за онаа доцна фаза, би рекла, или кога веќе оралниот карцином е развиен. Исто би сакала да нагласам во прилог на фотографиите кои што се присутни, дека најчести орални промени, значи промени кои што се јавуваат на оралната лигавица, ако имаат потенцијал за малигна трансформација, се еритроплакија, леукоплакија, понатаму мешани, еритролеукоплакија, ерозивен и атрофичен лихен, стоматитис никотиника и хеилитис соларис. Така. Професор, тука ќе ги вклучиме и нашите гледачи, доколку имаме гледачи на линија. Режија? Ало? Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Не знам дали е ова повеќе хипохондрично од моја страна, меѓутоа имам протези на забите. Така. И мојот јазик веќе 2-3 години е бел, но ми се појави и на средината како разделеност. Бев кај доктор Силвана, рече дека немам ништо. И што се однесува до протезите, треба да ги сменам, но ме загрижува ова раздвоеност на јазикот во средината, имам нели како линија една што. Так. И постојано ми е бел, некогаш ми се встрбува само така еден прст напред јазикот и понекогаш осеќам болки во непцата. И ја многу се плашам, ама
кога Така, ме еве, ќе сестра на добиете Лани ми рекла дека соодветен нема одговор и ништо. совет од професорката Митик, дали има простор за загриженост и дали се неопходни и дополнителни испитувања. Секако ви благодариме за јавувањето и за симптоматологијата која споделивте со Да, ви гледачите со нас. благодарам за прашањето. Според Има ли простор за загриженост Да, најнапред? наодот кој што го изнесе гледачката, сметам дека нема простор за загриженост, а најмногу сум, да речам, инспирирана ова да го кажам, затоа што веќе гледачката кажа дека дошла на нашата Така. клиника, значи направен е преглед, така да симптомите на кои што се жали, како обложен јазик или таа поделеност на јазикот како што ја опиша, може да се сретнат такви промени во јазичниот покривач, меѓутоа тие не се патолошки состојби. Немаат потенцијал да преминат во малигно. А секако дека таа, да речем, поделеност на јазикот има пак од своја страна способност да задржи, да речем, повеќе можност за плак депонирање, остатоци од храна, бактериски наслаги со оглед на тоа дека и устната празнина не е стерилна средина, а секако дека колешката веќе... А можно ли од протезата да се јават такви состојби? Како што спомена гледачката дека носи протеза и да се раздели Не, веќе оваа јазикот. состојба не е поврзана со Така. тоа што носи протеза, бидејќи секако дека пациентката што веќе носи протеза, запознаена и со техниката на четкање и со методите на четкање одржување на на оралната самата хигиена. така протеза и на останатите меки делови во устната празнина, така да сметам дека нема простор за загриженост. Но еднаш годишно не е на одмет да се направи детален орален преглед. Секако, да. Така, доктор Поповски, кои се ризик факторите кои доведуваат токму до појава на орален карцином? Професорката ги спомна дел од симптомите, но и тие промени кои можат да преминат, но што може тоа да го иницира? Па кога станува збор за оралниот карцином, постојат повеќе ризик фактори. Најпрво јас би почнал со возраста, иако во последно време се јавуваат се повеќе случаи на орален карцином на јазик кај помладата популација, сепак тој не е ексклузивен, меѓутоа најчесто се јавува во 5-тата и во 6-тата декада од животот. Поради тоа што намален е имуниот одговор, меѓутоа и самото тело подолг временски период е експонирано на канцерогените материи. Исто така оралниот карцином е многу почест кај мажите во споредба со жените, односно 2:1, мажи наспрема жени. Исто така би ги споменал и цигарите, односно пушењето на цигари, и кога станува збор за нив, многу е позначено колку долго време во години пуши цигари самиот пациент. Пушачкиот стаж, како што се вели народски. Да, дефинитивно. И самото согорување на тутунот и на цигарите доведува до ослободување на над 90 канцерогени материи кои што го оштетуваат оралниот епител, односно оралната слузокожа. Исто така, додека зборуваме за цигарите, би го споменал и алкохолот, кој што исто така на свој начин го оштетува оралниот епител. Исто така тој покажува синергизам со самите цигари, односно тој ги прави попропустливи оралните ткива, по оние канцерогени материи кои што се ослободуваат од цигарите, можат подлабоко да пенетрираат во ткивата и да направат едни подлабоки оштетувања. Карактеристично, како што кажав и преска, најфреквентен за нашата земја е карциномот на усни со 292 случаи регистрирани, кажавме, што се должи на изложеноста на сонцето, односно на штетното влијание на ултравиолетовото зрачење. Потоа се поврзуваат и габичните инфекции со оралниот карцином, се поврзува исхраната, телесната тежина, меѓутоа ХПВ инфекциите тип 16 и тип 18 кои што може да се пренесат во оралната празнина по сексуален пат или во контакт со кожа, дефицит на витамин А, дефицит на најразлични минерали, конкретно доколку зборуваме за оралниот медиум и за забалото, несанирано забало, лоша орална хигиена, протецки надоместоци кои што хронично го иритираат ткиото, меѓутоа ризик фактори постојат многу. Но сепак околу 25% на случаите на оралниот карцином, ризик фактор не постои, а оралниот карцином се појавува. Од тука можеме да зборуваме дека станува збор или за досега неоткриен ризик фактор, за кој што не знаеме дека може да го причини оралниот карцином, или пак за некоја генетска компонента. Така што е многу чест случај генетските компоненти при вакви малигни заболувања. Да вклучиме уште еден гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден, дали се слушаме? Почитувани во програма сте, доколку не слушате, повелете со вашето прашање. До студиото и до доктор.
Поздрав и до вас, повелете. Кристина и до доктор Бојан. Многу ве поздравувам, бидете поздравени, имајте убав ден. Слушнете, сакам да ве прашам, се јавам од Битола. Јас сум жена во малце повеќе години, 70 години. Ми се работи, има веќе 2 години, на јазико не осеќам ништо, мирис се осеќам. На непцето ми ствара стално жештина. До негде до грлото ми иде до грклано. Така. И после се повлекува. Ако може да ми објасните... Дали имате веќе да се посетено работи на стоматолог кој време? или специјалист по орална хирургија? Дали имате некаков преглед направено во меѓувреме? Направено, затоа се јавам да прашувам што да направам. А, И стално устата ми е жешка. Так. Накрај осеќам жештина во устната. Во ред ве разбравме, секако ќе добиете насока и совет, еве и професорката може да ве посочи како да постапите при вакви случаи, Кај каде да се пациентката обрати. потребно е да посети специјалист по орална медицина, меѓутоа сепак еве за почеток може да направи една комплетна крвна слика со серумско железо, потоа добро би било да се земе бриз од јазикот и од фактички целата устна празнина за испитување на кандидомикотична инфекција, бидејќи и таа знае да оди со ваква симптоматологија, меѓутоа секако дека пациентката мора да се прегледа, да се земе една убава, богата анамнеза, да се види дали постојат и други општи заболувања, дали е под некоја можеби медикаментозна терапија, дали постои сува Нешто устава што го иницира комбинација и така натаму. Значи ова е некој поидовен, да речам, поидовна основа која веќе пациентката треба да го направи и секако да посети значи специјалист по орална медицина за да се проследи понатаму незиниот случај. Професор Митек, споменавте дека превенцијата е многу важна, да, пред самиот крај на емисијата сме исто така споменавте дека и вие како стоматолошки факултет Скопје при УКИМ, значи се грижите да им овозможите и на самите пациенти за рана детекција и рано откривање, токму април и месецот каде што веќе имате, чинами, кампања при стоматолошкиот факултет. Кои се вашите препораки за пациентите за да се превенира оралниот карцином? Така. Превенцијата би била насочена кон водење на еден здрав стил на живот. Секако дека тука спаѓа и вакцината за хуман папилома вирус од 11 до 26 година, односно најдобро е оваа вакцина да се прими пред започнување на сексуалната активност, заштита при секс, ултравиолетова заштита. Пособено е важно значи користење на препарати со заштитен фактор ПСК на кожниот дел на усниците да се нанесува. Знаете, избегнување во оној критичен интервал од 10 до 18 часот, користење на капи, понатаму избегнување на или отстранување на локални иритирачки фактори, значи лоша изработка на протези кои што долго време стојат, мислам перзистираат во устата и се носат, се извор на хронични иритации. Понатаму, значи во превенцијата би напоменала да речам хемопревенцијата е исто така многу важна, односно користење на антиоксидативни суплементи од типот на бета-каротен комбиниран со витамин С и А, кои превенираат прогресија на карциномот, потоа исто така ретиноиди и храна богата со каротиноиди. Во однос на препораките за пациентите, секако дека одат во насока на редовни прегледи, без оглед значи дали пациентите имаат тегоби или немаат, со оглед на тоа дека видовме дека премалигните лезии и раните фази на оралниот карцином не одат со симптоматологија. Доколку кај пациентот е диагностицирана и постои некоја премалигна промена, налага задолжително следење на промената заради можност од визуелно менување на промената, понатаму ризик за рецидив и малигна трансформација која практично е можна во секое време. Сите лица над 40 годишна возраст би требало еднаш годишно да направат преглед на оралната слузокожа за орален карцином,
особено оние лица кои спаѓаат во ризичните групи, Тоа може да кои го што направат и во текот ги на овој месец, напоменавме. веќе од утре и Да, на би стоматолошкиот факултет, така? Така да ја најавам и акцијата што е организирана од страна на стоматолошкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во УКИМ за спроведување на бесплатни стоматолошки прегледи за орален карцином. Тоа може да го направат почнувајќи веќе од утрешниот ден, да се јават во секој работен ден во периодот од 9 до 14 часот на телефонот кој што Да, 075-411-830, Така. а дополнително гледачите може да го добијат и во нашата режија, доколку Да. не го запамтија. Значи би ги оставиле своите податоци, а потоа дополнително ќе ги побараме и ќе бидат информирани закаже термин. за својот преглед. Така. Навистина ви благодарам и на двајцата за одвоеното време, за искуството и советите кои ги споделивте на тема орален карцином и ве очекувам повторно да бидете мои гости во Ви магазин Здравје. благодарам и јас за присуството во емисијата. Навистина ми беше и пријатно и чест да бидам гостин во вашата емисија. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, одиме со реклами и се враќаме повторно назад во студиото.